Во чест на празникот на жената 8 март, на 5 овој месец, на стартот во Врање застанаа 155 учеснички на годинашното второ југословенско авторели за жени. 155 автомобили тргнаа кон Скопје, срамежливо, но и гордо, со единствена цел да се освојат што повеќе бодови, да се биде прва или меѓу првите. 155 жени возачи на разни возрасти и со разни професии од многу краишта на нашата земја минаа низ Бојановац, Куманово и Скопје, срдечно пречекани и испратени од многобројните граѓани љубители на овој спорт. Црвениот карамфил што го доби секоја учесничка на релито значеше само една искрена честитка за нејзиниот празник 8 март. Доаѓаа и заминуваа. На патеката долга над 200 километри, тие покажаа големо разбирање и дисциплина во живиот сообраќај на магистралниот пат. Релито го завршија скоро сите учеснички, меѓу кои и 18 представнички од Скопје. Целта беше на плоштадот во Врање. Над 5000 граѓани го следеа испитот на снаодливоста и умешноста во ракувањето со возилото. Вие учествувате на авторелито што е организирано по повод 8 март, денот на жените. Дали е тоа ваше прво учество во едно вакво надпреварување автомобилско? Ова е моје прво учество. Јас би учествувала и порано, али не сум знаела, пошто не бев зачленета у клубот на Автомото Сојуз. Сега се учленев и ова ми е прво моје учество, и ако би имало друго учество, пак би се пријавила со задоволство. Се охрабрив. Знаете дека секоја година има исто така рели сутјеска, дали би учествувале? Би учествувала со задоволство, тоа е една врста спорт уствари, малце би се отргнало тие бриги домашни и отишла на такмичење со задоволство. Вашиот сувозач беше машко? Да, маш ми беше. Дали тој ви помогна денеска? Он ми помагаше уствари во мерење на времето. И што мислите, жените дали би биле исто така и добри возачи? Па јас мислам дека жените би биле добри возачи, дури и попредпазливи се жените, неголи мушкарците. Како по ваше мислење поминавте на испитот на спретноста? Па јас мислам дека во испитот на спретноста многу фино пројдов, значи немав никаква грешка, сега зависи само времето, брзината на времето, али мислам ипак добра брзина беше. А иначе до Скопје и назад немав ни еден казнени бод, све беше на време. И ова надпреварување веројатно би требало да биде уште помасовно? Да, по ваше помасовно, и тоа баш моја примет баш од нашиот град многу мал број имаше, неголи од другите градови, ако најблизо град ја на Врање. Од претходниот разговор со вас разбрав дека вие веќе учествувате на едно вакво рели по втор пат. Да, втор пат. Првиот пат како поминавте и каде беше тоа? Па прв пат учествував во македонско рели беше тоа, прошлата година во декември месец и освоив трето место. Као возач учествував. Ова ми е второ рели и мислам понатаму да учествувам понатаму овие рели. Ми се Би допаѓа. учествувале во вакви рели во Југославија? Да, би учествувала. До сега не сум, ова ми е втор пат. Денеска како поминавте по ваше мислење? Па денес добро. До сега уште не се објавени резултатите, не знам, Задоволни али сте? до сега сум задоволна. Ви имавте Учествувам во ова рели. сувозач. Да. Какво беше неговото учество во вашето возење? Дали беше добро за вас, задоволително, Да. или ви одмогна можеби? Не само ми помогна, тај мојот сопруг беше сувозач и ми помогна затоа што ме храбреше целиот пат со совети, со неговото присуство. Да не биде мал. Представете се. Јас сум сакате. Љубица Малинковска Од Скопје. од Скопје, да. Дали ова прво ваше учество на едно надпреварување од ваков карактер? Да. А сте учествували до сега на други надпревари? Како сувозач сум учествувала на рели сутјеска 3 пати до Значи вие сега. веќе имате и надпреварувачко искуство. Па би можело да се каже малце онака. Дали би можеле да ни кажете сте задоволни ли од организацијата на ова надпреварување? Па многу сум задоволна, позадоволна него на рели сутјеска. Можда дека она помасовно и потешко да се организира, али ова за Врање можам да кажам дека организаторот вложил максимум Би напор. учествували и на друго вакво надпреварување надвор од ова во Југославија? А надвор од Југославија не знам, али мислам у Југославија секако. И на сутјеска ќе одам сигурно. Имавте ли проблеми со возењето од Врање до Скопје и нас? Никак. Вашиот сувозач ви помогна? Па беше добар навигатор. Само како навигатор, а не како и возач, не го А потребите? не, уопште, ни по правилата не смеше тоа и не би дозволила.
не би направила прекршок. И вие сте еден од учесниците на авторелито Врање Скопје Врање. Ако сакате, представете се на нашите гледачи. Се викам Стојановска Радка, Кај работите? медицинска сестра при стоматолошката клиника во Скопје. Дали по прв пат учествувате? Да, на прв ваков пат надпревар? учествувам. Имавте ли пред тоа тренинг? Пред тоа немав, меѓутоа сега веќе од кога завршив, осеќам дека малку имам трема. По ваше мислење, што мислите, како поминавте? Па мислам дека добро поминав, немавме ништо посебно по патот, никакви пречки, нити дефект со колата, па во колку и нешто се јавеше, затоа имам сувозач. А овде како беше на испитот на спретноста? На испитот на спретноста рачунав дека ќе биде многу подобро, меѓутоа слаба испадна. Ова ви е ваше прво надпреварување Да, во авторели. Дали би учествували на некое друго? во Јаш како би Југославија, учествувала, кога би да. ве викнале? Би учествувала, Сега сте секако. веќе поокуражени, послободни? Секако, да. Имате ли нешто да ни кажете што вака ќе ви остане во сеќавање од ова надпреварување по повод 8 март оваа година што е организирано? Па мене би ме останало баш се убаво во сеќавање, немам ништо лошо што да кажам, пречекот беше многу добар. Само би сакала да кажам да има почесто вакви среќавања, како би се почесто сретнали и испробале нашите. Вие малку ни Да. побрзавте, јас сакам да ве прашам, дали мислите вие дека вакви надпреварувања кај што би учествувале жени возачи би требало да бидат почести? Да, баш тоа сакав да го кажам јас. Јас мислам дека треба да бидат почести. И би имале ли одзив меѓу нашите возачи жени? Би имало и текако голем одзив, јас мислам. Имате ли вие ваши пријателки, познати кои што би Да, учествувале? има многу познати пријателки кои би учествувале. Да. И би им докажале на мажите дека и вие добро возите? Да, точно затоа баш и сакав да биде тоа. Ако ви Така. се случеше нешто на патот возејќи вашето Да. возило, некој дефект, разбиравте ли, можете ли да го отклоните? Па по нешто разбирам, ама затоа го имам совозачот кој мислам дека ќе отклонеше. Како што ми кажа организаторите, вие сте најмлада учесничка на авторелито што го организира Автомотосојузот од Врање по повод 8 март, денот на жените, релито од Врање до Скопје и назад. Како се чувствувавте денеска улогата на возач надпреварувач? Па да ви кажем, можно убаво. Односно, одавно сакав и да ми се укаже прилика да учествувам на рели, но пошто положив скоро, пред година дена, значи млад возач сум, немав шанси до сега и се ми се укаже ова прилика, па најмлада сум учесничка и не дојдов со тоа да добијам некоја награда, но само да видам као некоја проба за другите рели. Мислам намера да учествувам и на... Тоа значеше и ваше охрабрување да учествувате и на други рели кога Да. би ве викнале во Да, Југославија, да, например, обавезно дали ќе мислам. учествувате на авторелито Сутјеска, Сутјеска, тоа обавезно ќе мислам. учествувате. Да. Дали Само нормално некои пречки, ако не. Дали досега сте се интересирале пасионирано за овие авторели, за трките надпреварите од овој вид или во овој дојде така наеднаш? Да се интересирав, мојот пријател е рели возач, пратив негови рели вожњи и така. Реков, вие сте најмладата надпреварувачка. Колку години имате? 19. И како се викате име презиме? Гарич Јасминка. Што работите, учите? Студирам медицина, прва година. Имаше бодрења, навивања и досетки. Во една таква возбудлива атмосфера заслужено победи моментално најдобрата и најсмелата рели возач во Југославија Ружица Мнешковиќ од Нови Сад, наречена Летечка Новосаѓанка. Таа испитот на снаодливо возење го совлада за рекордно време од 32 секунди. Од неа подобро возеше само професионалниот ас Јовица Паликовиќ, надвор од конкуренција во екзибициониот дел на релито за само 25 секунди. Од скопските учеснички на оваа масовна и значајна автомобилска приредба за жени, најдобри резултати постигнаа Љубица Малинковска, Слободанка Петрушевска и Драгица Казанкова. На сите учеснички во ова рели и на сите жени возачи им го честитаме празникот на жените 8 март.